ништо од тоа, така што станува збор за шпекулација. Ништо не е договорено. Камо среќа нешто да бевме дошле до некое решение, би бил среќен, кога тоа решение би било поволно и за нас, се разбира. А зашто меѓувреме нема лидерски средби, господине Груевски? Ова е суштинско праќање на државата која што е блокирана во евроатлантските интеграции. Затоа што немам што многу и сериозно да пренесам. А немате што да поразговарате со лидерите на другите партии? Во овој период моја проценка е дека нема нешто посебно што може да се разговара, освен да го соопштам тоа што и тука го соопштувам. Зошто така цените, бидејќи речиси комплетната опозиција, па дури и вашиот владин партнер упатуваат сериозни сигнали дека наредните 6 месеци се последната фаза на трпение од нивна страна? Не би рекол дека такви сигнали има, меѓутоа не би исто така би кажал дека никаков ултиматум од таков тип не би прифатил од било кој. Значи, преземате комплетната одговорност сам на себе. Сакал или не одговорност е кај мене. Бидејќи, нели, се чувствува дека како премиер по функција. Да, имаме марионетска. Не е целата кај мене, но главно имам значаен дел од таа одговорност и тој дел од одговорност јас си го прифаќам. И не можам на никој да му прифатам ултиматум за прашање што се од крупен државен или национален интерес. Кој како сака нека постава ултиматум, независно дали ние ќе останеме на власт или ќе заминеме во опозиција, тоа што е позиција на државата е најважно во овој момент. Значи за вас лидерските средби се ултимативни барања на лидерите на другите партии? Не чувствувате потреба од дискусија со нив, дебата, стратегија на државата која што би била општо прифатена? Лидерските средби се неоврзна категорија. Оврзно за дискусија. Неоврзна точно. Оврзно за дискусија и за диалог е парламентот. Таму има редовни комуникации помеѓу пратеничките групи, пратениците и политичките партии. Лидерски средби се организираат по потреба кога за тоа ќе се донесе проценка, особено кога владеачката партија ќе оцени дека има потреба за тоа. Го спомнавте парламентот. Последна лидерска средба имавме некаде, ако не се лажам, септември или август, не можам точно. Не, прашувам, зошто сметате дека на тие средби ќе имате ултимативни барања? Не сум рекол дека ќе имам ултимативни барања. Па велите ултиматум не прифаќам и не попуштам. Не, генерално не прифаќам. Вие кажете дека ова ќе било последните 6 месеци што некој ќе ми ги дава. Прво, тоа не е точно, второ и да е точно, таков тип на ултиматуми нема да бидат прифатени, бидејќи станува збор за крупни државни национални интереси. Во таков случај и да има таков ултиматум, тој ако не е во ред за државата, нема да го прифатам, па по цена да си заминеме од вас. Тоа сака да го кажа. Го спомнате собранието. Хипотетички зборам, кога би имале таков. Македонскиот парламент, се случи Букурешт, се случи Брисел, се случи дури и дефинирање на граничната линија и признавањето на Косово. Никола Груевски го нема никогаш во такви ситуации да се обрати на парламентот, да објасни пред парламентот, пред народните избраници што се случува и кон што тежне Македонија, што е практика во речиси секоја демократска држава. Јас сум во парламентот секој последен четврток во месецот и цел ден одговарам на сите пратенички прашања. Добро. Тоа е едната од вашите обврски. Ова не е обврзно другото. Меѓутоа, ве прашувам, зошто никогаш не чувствувате потреба да го споделите она што ги имате како сознание или како концепт и со јавноста и со парламентарците? Затоа што најчесто го објаснувам секој четврток, секој последен четврток кога ме канат. Каде? Кога сум присутен во парламентот како премиер на државата, премиер на владата, на точката пратенички прашања која што е цел ден. И на која што во најголем дел јас одговарам на прашањата или барем најголем дел се упатени на мене. Сметате ли дека е потребна на државата стратегија, консензуална стратегија за продолжување на овој процес од кој што или овој ќорсок од кој што ние мораме да излеземе, кога е името предмет на интерес? Сечи предлог во тој правец е добреден. Па имате многу предлози. Милион варијанти и предлози има за тоа. Имаше неколку. Не сум чул предлог кој што е во исто време решение. Иначе предлози кои што не се решени и колку сакат. Например, имаше предлог од страна на СДСМ и тој се уште го спомнуваат, меѓутоа тој предлог не е решение. Тие го користија многу и за време на кампањата последна, за време на претседателските избори, а тоа беше дека ние треба да прифатиме промена на сегашното привремено име бивша Југословенска република Македонија. Промена со ново име кое што би било Република Северна Македонија и тоа да биде решението. Но тоа решение не е решение затоа што другата страна се смее кога би се смеела кога би слушнала такво решение. Затоа што тие категорично велат без промена на вашиот идентитет ние не можеме да дојдеме до решение. Од причина што не можеме да прифатиме да има македонци во нашата држава и во вашата држава. Така што таквите решенија што беа понудени од страна на СДСМ, например, не влегуваат во варијанта бидејќи другата страна поставува услов кој што услов не е композитен со ова решение што се нуди од нив. Така што секое решение е добредојдено, особено ако
може да води со плод во смисла на постигнување на некаква согласност на двете страни. Доколку тврдите дека сите решенија досега не се употребливи или не се решенија, не се конкретни кои што може да ви помогнат, тогаш тие најчесто беа користени за домашну потреба, за да се прикажи дека опозицијата е конструктивна, а власта е неконструктивна. Всушност тоа што го нуди опозицијата е неприфатливо за Грција. Но на некој начин тие во еден период од оваа година успеа да продадат, да речеме, пред јавноста приказна дека навистина нудат нешто прифатливо. Всушност тоа што тие го нудат е исто толку прифатливо колку што е прифатлива двојната формула или некој друг предлог кој што досега бил отфрлен од страна на Грција. Доколку не ги прифаќате предлозите на опозицијата, sada само и друго вели ќе го поддржиме секој решение што е прифатливо за Никола Груевски. Тоа го поддржуваат и македонските опозициони партии и албанските опозициони партии. Тоа е маркетиншки трик. Тоа е маркетиншки. Па дали е можно во оваа фаза сега да говориме за маркетиншки трикови? Па цело време тоа го прави СДСМ за жал. Инаку јас мислам дека тоа е многу лошо за државата, да си ги гледате партиските интереси и да правите маркетински трикови. СДСМ цело време тврди дека вие глумите за да правите маркетиншки трикови за сопствената партија, за тоа да има штета државата. И тоа е цело време нешто за што повикувам да не се прави. И во сите мои изјави кажувам дека не е добро кога опозицијата во правец да си ја зајакне партиската позиција, ослабнува државната позиција и националната позиција. Господин Груевски, пред малку почнав, сега ќе ја прашам. Останува, значи, прашањето сведено на една личност. Тоа сте вие, бидејќи чувството е дека претседател на државата е маргинализиран кога е ова прашање на дневен ред. Министерот е обична марионета за надворешни работи. Преговарачот е она што го прави тамо што го прави. Да. Останува дека Никола Груевски е човекот кој што треба да рече да или не за решение кое што и треба да го одбере и треба да го прецизира тајмингот. Поставивте погрешна теза, господин Поповски. Не, јас ви поставувам теза која што постои. Значи, тезата ви е тотално неточна. Претседателот на државата се извршува својата функција во полн капацитет, активно учествува во донесување на одлуките кои што се во негова надлежност, а министерот за надворешни работи е максимално ангажиран и со цел капацитет работи на функцијата што му е дадена. Секој си ја гледа својата работа. Но тоа го правиме компактно и тоа го правиме се разбира во заедничка соработка и излегуваме со заеднички ставови и тоа е чудно можеби за некој. Нешто што се случи во Грција, која што беше веројатно потребно за нивна внатрешна пресметка на политичка основа, меѓутоа која што остана неодговорено од ваша страна. А тоа е условно предлогот на Дора Бакојани до Антонио Милошевски од 2008 година, кој што ги омекнува грчките ставови, кој што не инсистира на промена на идентитетот и на уставни измени. Зошто од македонска страна бил одбиен? Дека до сега било побарано да не се менува нашиот идентитет. Што значи тоа дека немало таков предлог, не ви го доставил Милошевски? Не. Или сте проценили дека грчката позиција е лабава, па ќе причекаме да видиме до кога ќе нашиот јазик и нашата нација треба да бидат прифатени како и на сите држави, да бидат како што ние нарекуваме македонска нација и македонски јазик на англиски јазик. Дора Бакојани тоа не го негираше дека било презентирано, туку во внатрешната политичка пресметка во Грција само реагираше дека тоа е за неизино деградирање. Macedonian language и Macedonian nationality никогаш не било понудено од страна на Бакојани. Која е потврда позиција? На Караманлис или на Папандреу? Мислам дека се тука некаде скоро исти. Очекувате дека Папандреу ќе попушти според по март идната година? Јас само се надевам. Има предпоставка? Само се надевам, да, се надевам. Не можам со сигурност да тврдам, но се надевам и ќе работам колку што можам да допринесам за да се дојде до некое решение кое што би било прифатливо за нас. Македонија се разбира и за нив. Вие во меѓувреме во домашната јавност ќе продолжите со ваквиот начин на играње на играта, ќе нема лидерски средби додека немате нешто ново да соопштите, ќе се потврдува постојано ставот дека Грција е непопустлива и што во меѓувреме? Лидерски средби ќе има кога ќе оцениме дека има потреба за тоа. Значи доколку грчкава страна остане на овие позиции, ќе нема долго. Тие не се ниту законска категорија, ниту парламентарна категорија. Тие се потреба во една држава да се кога за тоа има потреба. Да се изнајде консензус, да нема конфузија. Многу го кажете, значи тие се потреба кога ќе се создаде потреба. Да одам на лидерска средба и да им го кажам ова што ви го кажам на вас, навистина не ја гледам причината за тоа. Во меѓувреме додека нема лидерска средба обично се разговара нешто што во тој момент треба да се изгради како стратегија или
во тој момент треба да се соопшти, што не може пред целата јавност, барем во тој момент да се соопшти. Тука е чиста позицијата.